Еден од најгласните пратеници во тоа време на таа седница кој одве влезе бидејќи немаше тогаш сертификат, сега вели Преспанскиот договор е реалност. И да нема никоја илузија дека ќе го менуваме. Станува збор значи за го викаат англичаните double track, двоен колосек. Едно зборуваш пред твојот електорат и пред јавноста, чекајќи да дојдеш на власт, и на крај ќе си легнеш на брашно и ќе прифатиш и Северна, и Бугари во устав и така натаму. Тоа е она што се нарекува партиски интерес, а не државен и стратешки интерес. Јас сум тој првиот кој јавно рече јас сум за францускиот предлог, бидејќи тоа не ја руши Македонија. И јас ќе бидам до крај за тоа да ги направиме уставните промени час поскоро. Не бегам од тоа. Ако има денеска 80, ако има утре, утре. Гласањето на полноќ. Втората страна е, ако немаме шанса да дојдеме до 2/3, по цена да не правиме продлабочени рани во македонското етничко ткиво пред себе, дека дебатата е тука и дилемите се тука и пизмата е тука, за жал најголема, јас би сугерирал, че ако под предпоставка не можеме ова првото да го направиме денес, утре, задутре, не се држиме до рокови 30 ноември и 1 декември, овој пред до крајот на годината, да ја мавнеме таа работа, ставиме ad acta и да му дозволиме на утрешниот парламентарен победник и коалиција да се бави со тоа прашање. Веќе знаете, со сила убавина не бива.